и место да ја направи на тамбурата. Ке грмне и тапана, за да научи чекорот да врви кроце, а кориите со него дружба да прават. Таму ќе се соберат вековите, да ја воскреснат традицијата запретана длабоко во коренот на нашето постоење. Ќе зберат и мерак и младост, да направат мегдан меѓу песната и орота, меѓу момците и девојките, меѓу шаретот и љубовта. Ќе потече песна, викната од глас кој одзвонува меѓу планини, како шепот ангелски, да разгори севда самонасетена, ама пак низ песна речена. Ќе се развие јоро раскрилено на два рида, да откорне воздишка од искона за време минато, време татково, дедово, време незаборавено. Почитувани гости, драги родители, почитувани пријатели на фолклорот, добре ни дојдовте на годишниот концерт на детските ансамбли на културно-уметничкото друштво Илинден од Демирхисар. Овој концерт, насловен како фолклорен извор, ќе ни раскаже фолклорни приказни од повеќе региони во Македонија и ќе не почасти со нови фолклорни содржини од сликата на изворниот фолклор. Оној фолклор кој го бои нашето битисување, со живите бои на носиите, оној изведуван во природниот амбиент во дворот, на улицата и на гумното. Оној кој обстоил заради нас и нашата иднина. Мијачијата, Скопска Црна Гора, Скопска Платија и Железнет се нашите фолклорни дестинации денеска. Пред да продолжиме да ги раскажуваме, го повикувам директорот на Домот на културата Илинден од Демирхисар Славче Велјановски да ми се обрати. Почитувани родители, почитувани сограѓани, драги гости, добар ден на сите, добре ми дојдовте во Домот на културата и добре ми дојдовте на годишниот концерт на детските ансамбли на КУД Илинден од Демирхисар. Оваа година се пречекуваме во малку поразличен формат на организација на завршениот годишни концерт, но со иста суштина. Низ песни ора, интерпретирани од нашите најмлади геројци и геројки, да ја прераскажеме богатата фолклорна традиција на македонскиот народ и на нашата татковина Македонија. Веќе 31 година КУД Илинден Демирхисар е негувач на македонскиот изворен фолклор и е верен чувар на македонската традиција. И оваа година која изминува, не заостанаме во тоа, туку напротив, го подигнавме нивото како на организацијски, така и на изведен план. Изминатава година, КУД Илинден Демирхисар постави низа рекорди во квантитативен поглед. Рекорд во членство и рекорд во настапи на сите возрастни групи заедно. 180 членови во друштвото, од кои повеќе од 100 се во најмладите возрастни категории и повеќе од 15 настапи во изминатите 8 месеци, за нас беа голем предизвик, но и мотив во наредниот период да постигнеме поголема организираност, постојаност и квалитет во друштвото. Како што си ветивме минатата година, покрај настапите на повозрастните категории во друштвото, оваа година акцент ставивме и на помладите категории, кои зедоа учество и настапија на неколку локални и национални фестивали и манифестации. Националниот фолклорен фестивал Велигденски фолклорни средби во Демирхисар, Меѓународниот детски фолклорен фестивал Весел петок во Битола, детските регионални фолклорни смотри на Сојузот на фолклорни ансамбли на Македонија во Македонски Брод, манифестацијата Илинден во Смилево, значеја, искуство, поттик, инспирација и мотивација на нашите најмлади членови да продолжат среќни и со задоволство да доаѓаат на пробите на друштвото и да го негуваат македонскиот фолклор, а со тоа да се вклучат и во негувањето на македонската традиција. Трета година поред, нашите најмлади членови на друштвото се учесници на меѓународниот етнокамп Гердан Бисери во Охрид, каде што ги учат основите на традиционалниот македонски изворен фолклор, чекори и движења застапени во нашите традиционални ора и слично. Но да не ги заборавим и другите придобивки кои ги стекнуваат таму. Новите пријателства, социализација, стекнување одговорност,
незаборавното животно искуство. На сите овие настапи гостувања, нашите најмлади играорци и играорки презентираа обра, песни и кореографии кои се подготвуваа во годината која изминува. Во тој контекст би сакал лично да ги именувам, да им честитам и да им се заблагодарам на личностите кои го вложија и го вложуваат својот труд во развојот на нашите најмлади членови и воопшто на нашето културно-уметничко друштво. Александар Стефановски, уметнички кореограф на друштвото. Леонтина Лазаревска и Јована Велевска, корепетитори во друштвото. Ангел Петковски, Златко Пешевски и Теодора Гогучевска, асистенти и помошници во друштвото. И нормално раководителот на друштвото, Благој Груевски. И ве молам за еден аплауз за сите нив. Би сакала јавно да им се заблагодарам и на сите оние кои ни помагаа сето ова претходно споменато да го оствариме. Општина Демирхисар и градоначалникот Никола Најдовски, Советот на општина Демирхисар, Министерството за култура, јавното предпријатие Дехитранс, детската градинка и сите останати институции, групи и поединци кои се вклучија во тоа. Голема благодарност упатувам и до нашите најверни пријатели од Кудилинден од Битола за соработката која некуваме не само оваа година, туку децении на нас. Ви се заблагодарувам и вас, драги родители, и почитувана јавност за поддршката која ни ја давате и за сите позитивни коментари. Но исто така и за сите критики кои ни испраќате на нашата адреса, а кои се во интерес на децата и нашето културно-уметничко друштво. И посакувам убаво и пријатно концертно уживање. Благодарам.
покорно патување низ Македонија. Дозволете од срце да ви се заблагодариме за вашето присуство и за сета ваша поддршка што ни ја дававте во изминатата 2024 година. Со оние кои доаѓате да го проследите концертот на повозрастните групи на Кудилин Дендемир Хисар, се гледаме вечер во 20 часот, а на останатите ви ветуваме дека закажуваме нови вакви средби во следната 2025 година.